ова текстот можевме да видиме и некои други така слики што апостолот ги користи вообичаено во овој текст кој е посветен на службата, новозаветната служба, користи древни слики, например во втората глава говореше за онаа триумфална или победничка поворка која се организирала во Рим во чест на победниците, генерали кои доаѓале од војни, ги дочекувале со радост во Рим, влегувале победоносно, триумфално овие војници, генерали, императори, биле дочекувани со садови од кои се ширала пријатна арома, сите викале триумф, радост дека се враќаат со победа, си одат дома кај своите. И тоа е идејата на апостол Павле, вели секада, секогаш, на секое место, во секој момент, ние сме во таква победничка поворка. Ние, служителите на Новиот Завет, кои го следиме Христос, постојано сме во победа. Нашиот живот е движење од победа во победа, движење кон Божјото царство. Бидејќи Христос ја извојува таа победа за нас. Христос го победи гревот, ја победи смртта, ни ја подари таа победа и ние сме победници. Потоа на крајот на третата глава, една друга слика користи апостол Павле. Сликата е од она познато покривало што се го ставаше Мојсей кога се симнуваше од средбите со Бог, неговото лице сјаеше од Божјата слава и Мојсей се го покриваше лицето за да не ги заслепува луѓето, но Павле ни открива дека тој продолжувал да ја носи таа покривка, Мојсей продолжувал да ја носи покривката, иако веќе исчезнувала светлината од лицето, за да не види, за да не се види, да не видат луѓето дека и тој е обечен како останатите. Павле вели, ние не го правиме тоа, ние не носиме никакви покривки, ние го гледаме со откриено лице Бог и неговата слава, такви какви што сме, бидејќи по благодат Бог ни дозволи достап до него, не оправда и секое покривало на самоправедност, на гордост, само е пречка за Бог, за Божјата благодат, која не преобразува за дејството на Светиот Дух, која не трансформира од слава во слава. И продолжува овдека со некои нови такви слики од древноста, кој например говори за глинени садови, говори за некаква борба, например гонење, напуштање, кутнување, угнетување. Тие слики се земени од они арени, гладиаторски арени, каде што се бореле до смрт, така да се каже, нели, они гладиатори, борци, и крстот е вклучен како пак неква древна слика. И целата поента ќе видиме во сите овие слики е да се покаже таа сила која действа во нас, сила која и во најбезнадежните ситуации не крева, за да живее животот, да се покаже, да стане јавен, јасен животот на Христос во нас. Тоа е идејата. Ајде да видиме слика по слика, како апостол Павле ги дава ги открива овие вистини, со аналогии кои се многу блиски, кои многу говорат на луѓето од тоа време, од древноста. Првата слика, како што кажавме, се глинените садови. За луѓето во древноста многу говори оваа аналогија, зашто глинените садови биле најупотребуваниот производ, тоест производ за широка потрошувачка, а глината најукористениот, најраширениот материјал за производство. Се дома на луѓето им било од глина. Сите садови во домаќинството, чаши, чини, па и оние малите како бокалчиња за мирисливо масло, стомните за вода, се произведувало од глина. А пак, кога се скрши нешто и тоа не се фрлало, како материјал во образовниот процес, исто така биле користени тие парчиња, пишувале на камени плочи, потоа ги миеле тие плочи, па дури и на глинени плочи испишували и текстови, така, знаете, не старите текстови се на глинени плочи. Многу распространет материјал. И Павле користи таа слика за да не представи нас. Ние сме глинени садови,
А во тие и она што е важно, значи две работи се истакнати, ризница има, која се чува во глинени садови. Ризницата е Божја, а садовите сме ние. Тоа е, нели, аналогијата. Многу добар опис. Глината или глинениот сад предпоставува постоење на глинар или грнчар, оној што работи. Има материјал, глина, и грнчарот со тој материјал произведува некаков сад. И овдека конструкцијата што ја користи Павле, придавката и именката, не е општа, туку конкретна. Глинени садови за специфична употреба. Бог, ризницата, ја сместува, ја складира во конкретни, специфични глинени садови. Тоест, кога Бог, и таа идејата, ние сме тие глинени садови, ние сме таа глина која Бог ја формира, и Бог има некаква идеја, некаква намера, кога прави некаков сад, има во предвид некаква употреба. И тој прави сад со специфична форма, со специфични карактеристики, за конкретна намена. Така да секој е сад кој Бог го изработил по својата волја за некаква своја намена и го користи за да извршива својата служба. На спасение, на градење на Божјото царство. Тоа е она што можеме да го видиме. Сега, контекстот, пак нели треба да го памтиме, да го имам во предвид, е новозаветното служење. Ние сме новозаветни служители, а самите ние како служители сме глинени садови. Тоа идејата или асоциацијата, кога нели Павле говори за глинени садови, е самиот материјал или непостојаност или крешливоста на кревкоста на материјалот. Глината или глинениот сад бил во таа смисла и најнеквалитетниот, најшироко употребено и најефтин. Најшироко употребено зашто бил најефтин. Имало и метални садови, имало и сребрени и златни, но луѓето во широката потрошувачка ги користели глинените садови зашто биле најефтини, најефтини биле зашто биле најнеквалитетни, најкршливи. И Павле не вели овдека златни садови или сребрени садови или метални садови, неговата метафора или асоциација за глинените садови. Тоест, Бог прави различни садови според намерата што има тој за употреба, но секој од тие садови, без разлика тоа за каква намена е, дали е само за да се како стомна за вода да се полни, или пак да се исполни со мирисливо масло, како некакво купче, во секој случај материјалот е глина. Без разлика од тоа каква служба дал за тој сад, видлива или далеко од очите на луѓето, цената или помалку цената, во секој случај самиот сад е глинен сад. Кршлив, фрагилен, непостојан, кревок, неквалитетен. Тоа се служителите, вели апостол Павле. Колку и да го украсиме тој глинен сад, може да го исцртаме, може да биде како кинеска глинена вазна, убаво декорирана, на крајот на краиштата си останува глинен сад. Каква и маска, колку и да се представуваме ние, каква и маска на совршенство да си ставиме, на самоправедност, во суштина ние сме кревки глинени садови. Да не пуштат од високо, ке се искршиме. И тоа е, нели, она што Павле го кажува како наша суштина. Но она што е значено и она што исто го зачудува е што во еден таков кревок, кршлив, неквалитетен сад, тој сместува ризница. Го користи зборот или богатство. А контекстот, нели, и она понатаму што ќе го открие во стиховите, и она што досега го видовме е славата Божја. Славата Божја која произведува сила. И таа сила, ќе видиме малку понатаму, е, Павле употребува зборови, преизобилна сила. Или, буквалниот збор е хиперболизирана сила.
Хиперболе, динамис. Хиперболе, динамис. Зборот динамис ви е познат, е динамит, нешто што има голема сила, експлозивно, а хипербола значи нешто пре умножено, презголемено. И таа комбинација на зборови, што Павле ја употребува овдека, а во нашиот превод е преизобилна сила, уствари говори за сила која е несватлива, која не постои овдека на земјата. Сила која не е од овој земен свет. Затоа тој говори за динамис, моќна сила, но хиперболе динамис, тоест многу повеќе од било која сила овдека на земјата. Силата да собереме сета сила на земјата, и тоа е малку да се спореди со ова што сака да го представи овдека апостолот. Дури повеќе од силата на вулкан. Вулканите, кога еруптираат, испрлаат голема сила. До 400 метри висина може да отиде лавата, а потоа и до 40 километри, 40 километри наоколу да испрли. Огромна сила. Но ова сила е уште поголема. И сега, кога имаме нешто што е толку експлозивно, кога има таква концентрација на сила, бараме некој стабилен контейнер, сад што ќе прими во себе силата. Но она што е абсурдното е што таа сила, преизобилна, е во некакви кршливи, никакви глинени садови сместена. И зошто, вели Павле, зошто е сето тоа? За да стане јасно, да се види дека успесите, постигањата, сите овие нешто што потоа ќе ги изброи овдека, не е од садот, туку од силата. Силата која е содржана од садот, силата која не е од самиот сад, туку сила која е вложена, која е содржана, која е вметната во тој сад. Тоа за да се види дека не ние, туку Бог ги прави сите тие работи. Да стане јасно дека глинениот сад е немоќен. Тоест, преку едни слаби созданија, како што сме ние, се гледа Божјата моќ и Божјата сила. И таа сила може да се смести во такви садови, глинени, кршливи, бидејќи е поинаква од силата во овој свет. Кога имаме сила во овој свет, динамит, кога многу динамит ќе ставиме на едно место и ќе испробаме неговата сила, резултатот е хаос после тоа. Кршење, уништување, прашина, додека оваа сила за која Павле овдека говори, која е во тие глинени садови, може да се смести, зашто тоа е сила која обновува, создава, сила која освежува, сила која собира, соединува. Не е сила која растора и уништува, туку сила која обновува и соединува. И затоа таа сила може да се содржи и да действа во такви глинени кршливи садови. И целата, пак ќе кажеме, поента на суштествувањето на таквата сила во глинените садови е да се покаже Божјата слава, Божјата сила. И затоа, и тука можеме да го видиме, да ја видиме поентата повторно, што повторува апостол Павле, кога говори за новозаветното служење. Преку целото време тој се заштитува на таков начин, тој е обвинет од некои лажни апостоли, дека е слаб, неспособен, и преку цело време Павле вели, да, јас сум таков, но во мене действува силата. И јас не го крием тоа, не си ставам маска, зашто јас сум глинен сад. Јас сум целосно транспарентен, за да се види јасно пред сите таа сила, таа да стане јавна. Животот Христов понатаму вели да стане јавен, видлив во мене. Ако јас си ставам покривало, ќе го скријам Христовото дејство во мене и ќе представам некакво друго, ќе го представам глинениот сад, покривката на самоправедноста. Затоа не ги кријам, вели, не сум транспарентен, не ги кријам слабостите, не кријам дека сум глинен сад, за да се види колку моќно дејства Божјата сила во мене. Сила која преобразува. И тоа е чудото, всушност целото чудо, кое сака го представува Павле. Големото чудо е во тоа што
не во некакви мокни работи што јас ги правам, не во некакви кој знае какви чуда, огнови од мене или паѓаат луѓе околу мене. Големото чудо е како тој глинен сад се преобразува и станува на крајот сад на Божјата слава. Се преобразува од слава во слава и станува како Божјата слава. И тоа е големото чудо, што ќе го видиме нели понатаму. Во еден таков сад, во најочени ситуации се гледа животот на Христос. И тука изредува неколку ситуации во кои тој самиот се наоѓа цело време, ситуации во кои ние се наоѓаме како служители, ситуации во кои се покажува чудото на таа сила. Колку таа сила навистина е преизобилна. Првата слика е, и веќе преминувам на другата алегорија, на оние гладиаторските сцени, битки. Вели, од секаде сме угнетувани, но не сме потиштени. Буквално, ако сакаме да го преведеме, нели, овој израз, е притиснати сме во ќош, нели, притиснати од секаде, фатени сме на тесно, но не сме потиштени. Која е сцената одека? Кога војникот, има нели такви ситуации, ќе пуштате една жртва во арената со неколку гладиатори или кочии и ќе го заобиколат со копјата од сите страни и тој веќе нема каде да бега. Или пак ќе го притиснат у ќоше у арената, некаде од зид. Тоа е сликата што Павле ја представи. Секоја слика понатаму уште по така очајна, безизлезна изгледа секоја од тие слики. Но вели, и тоа е ситуацијата за себе си која Павле вели. Многу пати во мојата служба сум бил во таква ситуација. Притиснат од сите страни, не гледам мислес никаде. Но пак не сум потиштен тук, тоа е со други збор, не паѓам со духот. И неколку пати тоа ќе го повторува понатаму. Не паѓам со духот дури во таквите ситуации. Зошто? Зашто во мене, како глинен сад, живее преизобилна сила, која во таквите ситуации дава победа. Секогаш сум во победа, вели. Сцената од втората глава. Секогаш, на секое место, во секоја ситуација, ние сме повеќе од победници. Супер победници. Хипер победници, вели апостол Павле. Повеќе од победници. Зашто во нас има преизобилна сила. Другата сцена исто така очајна, вели, во недоумица сме, или ако сакаме буквално да го проведем, вели, надвиени, но не победени. Тоест, противникот покажува супериорност и во стратегија, можеби, и во сила, и во позиција во моментот, тој е над мене, надвиен сум, меѓутоа не сум победен. Надвиени, но не победени. Во таа ситуација кога сме надвиени, може да има некаква збунатост, вели, недоумица, го користи зборот, тоест како да сум совладан. Се чувствувам како надвиен, безпомошен, но знам дека не сум победен, зашто во Божјото царство нема порази. Христос се извојува победата. Тој веќе е победник и во него ние сме победници, дури и во таквите ситуации. Зашто стравот, не губиме надеж, стравот не е оној кој не води, туку надежта дека на крајот ќе ја видиме победата дури и кога сме надвиени. Дури и кога противникот зима некаква предност над нас. Не паѓаме во тотален очај, зашто Христос секогаш не води во победа. Во таа сила која е призобилна во нас. Не гонат, но не сме напуштени. И овдека го пишува таа сцена кога противникот со копјето буквално е за твоите петици и буквално му го чувстваш дори издивот во вратот. Тоа нели ни викаме да ти дише во врат. Чувстваш дека веќе си на дофат да те прободе, да те зграбчи. Но вели, не се плашиме зашто и во таквата ситуација знаеме дека не сме напуштени. Христос е со нас. Тој е овдека во таа ситуација да не избави. И оваа ситуација многу во посланијата гледаме и во делата на апостолите, многу блиска за апостол Павле. Навистина, неговите противници го следат зад петици. Ќе отиде некаде, ќе оснива црква, ќе положи некој темел и ќе дојдат противниците, ќе му срушат се.
ќе отиде на друго место, ќе го направи тоа, ќе дојдат и овдека ќе му срушат се. Секогаш се, постојано се зад него, да го клеветат, да го омаловажуват, да го рушат делото. Но Павле вели, јас знам дека не сум напуштен. Христос, делото не е мое, делото е Христово. Делото не е со мојата сила, туку преизобилната Божја сила. И Бог е оној кој што си го држи тоа дело. И во тие најгорчливи времења, кога се чувствам така најслаб, најпотиштен, тогаш го имам најсладкиот момент на Христовото присуство покрај мене. Најубавото искуство на општење со Христос. И на крајот веќе она што е, има една прогресија, не кутнуваат, или буквално вели, на земја сме веќе паднати, но култирани сме, но пак не пропаѓаме. И ќе видиме ние која е идејата во сите тие стихови. Што е поентата во сите тие стихови? Што се покажува во сите овие ситуации во кои се наоѓа апостол Павле? Но ова веќе на земја сме, буквално во момент во кој верата толку ни се растеглува, што мислиме дека во секој момент ќе пукне веќе. И ќе кажеме не можеме, крај, не издржуваме. Нема во мене ниту сила, ниту желба, ниту вера повеќе. Дури таквите ситуации, вели не пропаѓаме, зашто се покажува силата. Доаѓа некоја трагедија и буквално те нокаутира, те соборува. И си велиш, Господи, кај си, немаме сила понатаму. И дури во таквите ситуации, вели Павле, животот на Христос се покажува во нас. И тоа е таа сила. Во таквите ситуации пак да се покаже животот на Христос. А што значи да се покаже животот на Христос? Христос, со сета негова светост, праведност, љубов, мир, со сите карактеристики. Животот на Христос во сите овие ситуации. Еве како тоа Павле, кој е очекуваниот резултат во сите тие ситуации. И секогаш, значи и во сите тие ситуации, и кога ќе не соборот на земја, и кога ни дишат во врат, и кога не притискаат на тесно, над зид, и кога сме збунети од стратегијата, тоест кога сме надвладани, во сите тие ситуации, секогаш во телото наше носиме смртта на Христос. Зошто? Животот да се открие во нашето тело, животот Христов. И зборот открие, всушност значи да стане јасен, видлив, препознатлив во очите на луѓето. Тоа е тој голем резултат. Тоест, кога сме огнетувани, кога тониме, кога не надвладуваат, кога сме ранети, тогаш да се види Христовата љубов во нас. Тогаш ние да покажеме сочувство, кога самите сме ранети, да покажеме сочувство кон оние кои се ранети. Кога сме соборени, да дадеме сила, надеж на оние кои исто така се соборени. Не е лесно, тоа е чудото. Во таквите ситуации се покажува животот на Христос. И Павле овдека, ова за Павле е автобиографско сведоштво. Самиот тој е тепан, е гонет, е понижен, е навреден од сите тие луѓе. И он сепак оди кај тие луѓе да го шири Евангелието, да им покаже љубов, да покаже сочувство, да покаже трпение. Совладани сме, тоест не удираат, не соборуваат, не тепат, но ние пак одиме да ја покажеме Христовата љубов. И тоа е големото чудо. Некога сме нахранети, некога сме платени, некога сме охрабрени, некога сме пофалени, некога сме здрави, силни, туку ево таквите ситуации ние го покажуваме тоа. И тоа е големото чудо за кое зборува апостол. И тоа е силата на Бог. Тоа е животот на Христос. Христос беше исмеан, беше понижен, беше навреден, беше тепан и тој се молеше да им бидат простени гревовите. И тој покажа сочувство
и покаже љубов. И тоа не е ли ова што го кажува овде апостол Павле? Кој е резултатот од дејството на таа сила? Во секоја ситуација ние да можеме да го носиме животот на Христос во нас, во телото наше. 2 пати повторува. Животот Исусов да се открие во телото наше. Животот Исусов да се открие во нашето смртно тело. И тој ни каже овде сега на земјата, во глиненото тело. Во тие глинени садови да се покаже колку голема слава живее, колку голема сила живее. И 2 пати повторува исто така дека ја носиме смртта на Господ Исус и потоа сме изложувани или се изложуваме, но вистинскиот превод сме изложувани на смрт. Во првиот случај глаголот е активен. Ние ја носиме смртта на Господ Исус. Тоа е наше решение. А во вториот случај некој не воведува во такви ситуации. Сега, која е идејата овдека? Ја носиме смртта на Исус. И овдека е сликата за крстот. Смртта на Исус на крстот. Смртта на Исус на крстот беше заради нашиот грев. Исус умре за да се справи со нашиот грев, со нашата себичност, нашето его, нашата гордост и така натаму. И вели, кога Павле вели, ја носиме смртта на Господ Исус, тоа значи ја живееме, ја искусуваме. Ние самите решаваме да умираме со Христос, да се распнуваме со Христос, да го распнуваме нашето его, да го распнуваме нашиот телесен човек, нашиот внатрешен човек на злото, на гревот. Зошто? За да може Христос да живее во нас. Новиот човек. Стариот човек го распнуваме, за да може новиот човек, Христос, да живее, да се покаже во нашето смртно тело Христос. И тоа е, вели Павле, решаваме да биде така. Решаваме да умираме за гревот, да умираме за себе си, да распнуваме нашата гордост, нашето его, нашата самоправедност. Зошто? За да може Христос да се покаже, неговиот живот. А втората пак, вели, и Бог всушност сме изложувани на смрт заради Исус. И тоа е веќе она сликата, кутнати, совладани, притиснати, гонети. Бог ги доведува тие ситуации во нашиот живот. Бог не води кон крстот, каде што јасно се покажува нашата немок, нашата слабост, нашата глинена природа, за да се види пак од друга страна јасно и силата на Бог, кој во таквите ситуации ја умртвува нашата грешна природа, за да се појави пак Христовиот живот и Христовата сила. Бог ги доведува тие ситуации во нашиот живот, за да разбереме дека не се надеваме на себе си, туку се надеваме на Бог. На самиот почеток на посланието, веќе претпоставам сме го заборавиле тој стих, Павле дава такво искуство, вели: браќе, не сакаме да ја затаиме неволјата што нас најде во Азија, дека бевме оптоварни прекумерно, дури преку наши сили. Прекумерно оптоварени, ептен многу претоварени. Толку многу претоварени што не се надевавме дека живе ќе останеме. Се откажавме, вели. Очекувавме дека ќе умрме. Ова е крајот, вели Павле. Си рековме, готово. Завршено е со нас. И во таквата ситуација, сами во себе ја примивме смртната пресуда, за да не се надеваме во себе, туку на Бог, кој ги воскреснува мртвите. Вели, Бог не доведе во ситуација, кутнати бевме, притиснати, совладани. Зошто? За јасно да разбереме дека не можеме да се надеваме на себе, туку се надеваме на Бог, на силата на неговото воскресение. Така, и тоа е она што нели го кажува во претходниот стих. Ние сме изложувани во такви ситуации, за да се види јасно, да разбереме дека никаква маска, никаква самоправедност, никакво вештачење не ни помага. Единствено подпирањето на силата на Бог. Тоа е новозаветното служење. Тоа е служење на Духот. Тоа е служење во кое при изобилната сила на Бог ги прави нештата да се случуваат. Наше е да го прифатиме тој факт. И кога ќе го прифатиме, тогаш почнува
таа сила да не преобразува. Од слава во слава. Да стануваме се послични на Бог. И така животот се открива. Христос се покажува. Го живееме Христовиот живот. Стануваме Христолики. Нашата постапка станува Христова постапка. Нашето размислување, Христовото размислување. Христовата убавина на светост, на праведност. Христовото долготрпение. Христовата љубов. Сето тоа се гледа во нашиот живот. И тоа не во најдобрите наши моменти од живот, туку во слабостите, кога сме притиснати, кога сме во очај. И тоа е молитвата што апостол Павле обично ја кажува за луѓето за кои се моли. Тоа е силата која тој очекува од нив. Ние кога говориме за сила, духовна сила, во многу кругови христијански, асоциацијата е на некакви огнови, асоциацијата на паѓање, на некакви луѓе околу нас, на некакви манифестации кои ние не ги контролираме. Не. Идејата за сила, за манифестација, за резултат на таа сила е животот Христов. Кога тој глинен сад ќе ја покаже, ќе го покаже Христовиот живот. Еве една молитва, пример од многуте кои апостол Павле ги има молитвата за колосијаните. Затоа и ние од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молим и сакаме да се исполните со познанието на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање. Та да постапувате достојно за Бог, угодувајќи му во се, принесувајќи плод во секое добро дело и да расте во познанието на Бога. Укрепувајќи се со секаква сила преку неговата славна мок, за секаква трпеливост и великодушност со радост. Благодарејќи му на Бога и Отецот кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината. Гледате какви се работите. Познавање на Бог, во кој ќе има плод на добри дела, во кој ќе има долготрпение, ќе има радост, трпеливост, великодушност. Сето тоа со еден збор значи познавање на Бог и тоа познавање практикувано во животот. Познавање во кое ќе се види во нашите смртни дела Христовиот живот. Ако навистина во таквите ситуации, што ги опишува Павле овдека, го покажуваме Христовиот живот, тоа е доказ дека таа преизобилна сила навистина е во нас. Навистина дејства во нас. Дури кога има повеќе причини за неспокојство, кога ние покажуваме мир и љубов, и кога сме соборени, мотивираме и имаме сила да се движиме напред, тоа е показател дека навистина Божјата сила дејствува во нас. Дека навистина во еден таков глинен сад има преизобилна сила, хиперболи динамис. Нека Бог ни дава мудрост за овие вистини, навистина да живееме така, не знаеме што ќе се случува, но знаеме дека во нас дејствува таква преизобилна сила. Амин.